Почитувана колешке, не се согласувам со вас ниту со насловот на предлог законов, а камоли со содржината. Зошто ви доаѓате од образование и на некој начин во вашиот говор кажавте дека со ова задолжување нема да се унапреди основното образование, туку условите за учење во основното образование. Голема е разликата за тој што знае да чита. Но очигледно не се разбираме затоа што ние сосема различно функционираме од вас и нашата транспарентност е многу далеку поинаква од вашата. Основно образование се подобрува со квалитетна програма, со квалитетни учебници, квалитетни, мотивирани и навреме платени наставни работници, кои ќе продуцираат мотивирани ученици со кои утре ќе се гордее нашата Македонија. А подобрување на услови за учење е да им обезбедите на учениците табли, клупи, столчиња, чисти санитарни јазли, нешто што мора да биде континуитетна работа и функционирање на основните училишта, а не првенствено тоа да го правите со задолжување. Но наместо денес да говориме за унапредување на основните програми во високообразовните институции, кои би продуцирале обучени кадри кои знаењата што ќе ги стекнат, ќе ги проследат до новите генерации, ние говориме за задолжување за клупи, столчиња, табли. Страшно. Ке немавме потреба денес од овие 21,5 милиони евра, ако сите ваши градоначалници парите за скапите пиар кампањи и нетранспарентни и непродуктивни трошоци за нивно платено политичко фалење ги вложеа во образованието. Додека го ажурирате членството, почитувана колега, имате таму и наставници и наставнички во основното образование. Запрашајте ги колку се задоволни, тие ќе ви ги дадат одговорите бесплатно. Ако не им се заканувате со работните места, тие луѓе ќе ви кажат дека сте на прав пат за целосно да го доуништите образованието. Благодарам.